Централното собрание донесе тешка одлука да не го свика Конгресот. Имам многу волја да се борам со противниците, но немам никаква волја да се борам со моите луѓе. Временскиот контекст е таков што не ми овозможува многу простор. Се наоѓаме на прагот од локалните избори и морално не сакам да играм како некои други лидери, изјави Мендух Тачи. Ако избиравме друг председател, имаше голема можност да се соочи со многу слаб резултат на локални избори. И тоа да се интерпретираше како еден ефтин политички трик од моја страна. Прифатив да ја водам партијата на овие локални избори. Убеден сум дека ќе имаме многу појак и подобар резултат, но заедно направивме еден компромис со Централното собрание, ние да имаме конгрес после локалните избори. Каде од мојата позиција па до сите други позиции можат да се менуват во зависност од резултатот што ќе го имам на локалните избори. Централното собрание ме овласти да ги почнам разговорите со политичките чинители тука. Мислам дека првиот состанок ќе го барам со Иванов и ќе барам од него да ме мандатира за премиер за следната влада. Во однос на можното учество и разговори на ДПА со другите политички чинители околу формирањето на влада, Тачи рече дека Централното собрание го овластило да ги почне разговорите со политичките чинители. Лидерот на ДПА најави дека ќе бара состанок со претседателот на СДСМ Зоран Заев. Ке имам сериозен пристап, сакам да укажам дека манипулацијата со гласови не е математика, туку политика. Ние треба, ако сакаме сериозно политички да се разбираме, треба да отвориме сериозен политички разговор. Имаме криза што продолжува и се продлабочува. Многу ми настравуваа дека тоа може понатаму да се развие како етничка криза и затоа сите треба сериозно да седнеме и да разговараме, а бројките не се проблем тогаш, посочи Тачи.